Вести во 18 часот. Добар ден. На почеток преглед на денот преку главните наслови. Објавени млекарите кои лепеле лажни декларации на млечните производи. Од Организацијата на потрошувачи бараат построги казни. Во овој случај тие 1000 евра за нив не значат ништо, бидејќи тие многу повеќе заработиле отколку што практично се казнети. Кошта од Сараево ја почна 5-дневната турнеја низ земјите од Западен Балкан. Утре попладне ќе пристигне во Скопје. This tour sends a clear sign. The commitment of the European Union to the Western Balkans. Позициите на владата познати. Разликата помеѓу нашите претходници и нас е што ние го ставаме тој збор достоинство пред зборот решение. Законот за високи раководители со европско знаменце стигна во собранието. Ке се ставили крај на партизацијата. Целта е да се професионализираат и на вистинските места да бидат вистински луѓе кои што ќе бидат со знаење, со квалитет. Апелите не помогна. Се уриба 100-годишната куќа со уникатна архитектура во Охрид. Од општината тврдат дека се е согласно закон. Дизелот од полноќ се намалува за 6,5 денари. Ако бензинските го пресметуваат попустот од окта, ке поевтинат и бензините. Под притисок на јавноста, Агенцијата за храна и ветеринарство попладнево сепак ги објави млекарниците кои што продавале млечни производи со лажни декларации. Најголеми отстапувања има кај производите и производителите од Србија, а растително масло било пронајдено и во павлака со пиперка од една млекарница од Тетово. Граѓаните, сточарите и Организацијата на потрошувачите бараат многу построги казни. Маја Стојановска. Агенцијата за храна и ветеринарство ги објави резултатите од контролите кај 10 оператори, каде е утврден помал процент на млечна маст и протеини од наведениот на декларацијата, кај кашкавали, сирења, урда и павлаки, но и употреба на палмина маст во производи што се продаваат како млечни. Според податоците на агенцијата, најголеми отстапувања се утврдени кај ситното сирење од млекарата ПК Златибор од Србија, каде анализите покажале околу 92% помалку млечна маст од декларираната, како и кај урдата од млекарата Бела Фарм, исто така со потекло од Србија, кај која се утврдени речиси 80% помалку масти од наведеното на декларацијата. Кај млекарата Норд Милк од Тетово пак, во млечната павлака со пиперка било утврдено присуство на растителни масти. Во меѓувреме граѓаните реагираат дека ваквите случаи сериозно ја нарушуваат довербата во она што секојдневно и без размислување го купуваат од маркетите. Незадоволни се од висината на изречените казни кон операторите, кои се движат меѓу 1000 и 3500 евра. Сметаат дека контролите треба да бидат почести, а санкциите построги. Почести контроли, недоверба има, да, изгубена е довербата во све ова што се случува. Често пати знае да се најде на рафтовите храна со поминат датум и така натака. Да, тоа е вистина. Кога последен пат сте виделе вие или сте слушале некои казни, например? Значи све е окей, све е идеално. Не е така. Пишува едно, добивате друг квалитет. Има лактоза, нема лактоза. Тоа им е така само проформа да се троши. По маркетите не им верувам, ама џабе ние читаме, шо ако читаме? Кога не е тоа што е. Дека се потребни повисоки казни за ваквите практики, сметаат и од Организацијата на потрошувачи. Оттаму велат дека единствениот начин граѓаните да бидат сигурни во квалитетот на производите е да можат да се потпратни информациите наведени на декларацијата, а во овој случај токму таа доверба била нарушена. Сметам дека треба да се покачат казните, дека треба да бидат повисоки, бидејќи во овој случај тие 1000 евра што се казнети производители, практично оние што произведуваат, за нив не значат ништо, бидејќи тие многу повеќе заработиле отколку што практично се казнети. Со реакција излегува и сточарите, кои велат дека со месеци предупредувале на сомнежи за употреба на палмино масло во млечните производи. Според нив, намалената побарувачка за сурово млеко е дополнителен показател за ваквите практики. И од Агенцијата за храна и ветеринарство и министерот за земјоделство Цветан Трипуновски уверуваат дека засилените инспекциски контроли ќе продолжат и во наредниот период и дека сите проблематични производи биле повлечени од продажба и уништени.
Утре ке се знае зошто 15 ученици од Невена Ѓоргиева Дуња добиле симптоми на повраќање и диареа. За среќа сите поминале добро. Може да биде храна, може да биде и вирус. Председателот на Европскиот совет Антонио Кошта од Сараево ја почна 5-дневната турнеја низ земјите од регионот, која што ќе заврши в петок со учество на самитот ЕУ Западен Балкан, што ќе се одржи во Црна Гора. Утре се очекува да допатува во Скопје, каде што ќе има средба со премиерот Мицкоски. А според информациите од делегацијата на Европската Унија во Скопје, главни теми на разговорите ќе бидат процесот на проширување на Унијата, како и постепената интеграција на регионот. Јован Ѓорговски ги има деталите. Европската Унија станува посветена на процесот на проширување кој е од геостратешки интерес за континентот. Ова е пораката која председателот на Европскиот совет Антонио Кошта ја упати од Сараево, неговата прва дестинација, на 5-дневната турнеја низ Западен Балкан. Турнејата, како што кажа тој, има за цел да испрати јасен знак до земјите од регионот дека пристапниот процес е реален и возможен, доколку и двете страни испорачаат. Во фокусот на разговорите, како што најави самиот Кошта, од престолнините на 6 земји во регионот ќе бидат процесот на проширувањето на Европската Унија, постепената интеграција на земјите од регионот, како и актуелните прашања поврзани со безбедноста. This tour sends a clear sign. The commitment of the European Union to the Western Balkans is real as the opportunity for enlargement. In this time of global geopolitical uncertainty and economic instability, more than an opportunity, enlargement is a geostrategic interest for Europe. It is an investment in the peace, stability and security of our continent. For that reason, I'm also looking forward to the European Union Western Balkan Summit this Friday in Tivat, Montenegro. По Сараево, Кошта утре од Тирана доцна попладнето ќе допатува во Скопје, кога е предвидена и заедничка пресконференција со премиерот Христијан Мицкоски. Во пресет на посетата, премиерот Мицкоски порача дека на средбата со Кошта ќе разговара за изнаоѓање на начини за деблокада на македонските евроинтеграции, притоа нагласувајќи дека владата нема да прифати решение кое, како што кажа, би го нарушило достоинството на македонскиот народ. Дел од експертите во земјава пак велат дека на средбата очекуваат да се повторат пораките дека вратата за членство е отворена, доколку земјава ги спроведе преземените врски. Не можеме многу да очекуваме, а тоа се однесува на евентуално нови модалитети на проширувањето, промена на мнозинството за одлучување и така натаму. И мислам дека она што ќе го направи Кошта е повторување на или засилување на пораката дека вратата за Македонија е отворена преку внесување на бугарите во уставот, односно остварување на уставните измени и обврската од преговарачката рамка. Посетата на регионот Кошта ќе заврши во петок во Тиват, Црна Гора, на самитот ЕУ Западен Балкан, каде покрај шефовите на држави и влади на 6 земји од регионот присутни ќе бидат и шефицата на Европската комисија Урсула фон дер Лајен и високата представничка за надворешна политика Каја Калас. Самитот според најавите ќе биде поделен на пленарна сесија, каде главна тема ќе биде интеграцијата на регионот и планот за раст, додека на работниот ручек фокусот ќе биде ставен на проширувањето и усогласувањето со надворешната и безбедносна политика на Унијата. Премиерот Мицкоски попладнево во обраќање на годинашниот енергетски форум во Скопје кажа дека една од темите на кои што ќе говори на самитот во Тиват ќе биде можноста земјите од Западен Балкан да обезбедуваат електрична енергија во висина од 26 милиарди евра годишно, или 1/5 од потребите на Европската Унија. Не секогаш да зборуваме што бараме, туку ајде да видиме што е тоа што ние можеме да го понудиме. Западен Балкан во моментов, а тоа се државите Босна и Херцеговина, Србија, Косово, Црна Гора, Албанија и Македонија, можат во овој момент да понудат отприлика годишно производство од 260 терават часови нови произволни капацитети во делот на обновливата енергија. 260 терават часови. Или ако ова го помножиме со некој, да речеме, 100 евра по мегават час, тоа значи дека ние на годишно ниво можеме како Западен Балкан да акумулираме бизнис кој што и е потребен на Европа.
е само 1/5 од потребите на Европа. Вреден 26 милиарди евра. И јас токму за ова ќе зборувам на овогодинешниот самит во Тиват, кој што ќе се одржува помеѓу 4 и 5 јуни, односно сега од четврток до петок, поточно работниот ден е во петок, на 5. И ќе зборувам за една нова иницијатива која што ние како Западен Балкан можеме да ја понудиме. И можеме да ја сработиме, имаме знаење, имаме капацитет, добро сме поврзани и можеме ова да го понудиме. А утре владата ќе го дочека Кошта со познатите позиции. Гаранции дека уставните измени се последната пречка од билатерален карактер и примена на пресудите на Европскиот суд во Бугарија. Шефот на дипломатијата Муцунски очекува на самитот в петок да стане појасно и какви се позициите на ЕУ во однос на предлогот на Мерц. Афродите Рамос. Во текот на утрешната посета на председателот на Европскиот совет Антонио Кошта во Скопје, од владата ќе бидат реафирмирани барањата за јасни институционални гаранции од Советот во спорот со Бугарија, изјави министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски. Тој додаде дека очекуваат на средбата да се нотира и реформскиот напредок на државава, а потоа и да биде ставена на тест европската посветеност на опозицијата во областа на реформските закони кои бараат двотретинско мнозинство. Ние сме свесни дека има спор за кој што треба да има достоинствено решение. Разликата помеѓу нашите претходници и нас е што ние го ставаме тој збор достоинство, пред зборот решение. Не може решение да има по секоја цена. Примарното очекување е да се постават јасни институционални гаранции кон нас дека ова ќе биде последната пречка од билатерален карактер и второто многу суштинско прашање е прашањата на непримената на пресудите на Европскиот суд за човекови права од страна на соседна Бугарија. На тест ќе се стави и декларативната европска посветеност и на опозицијата, бидејќи владиното мнозинство де јуре во овој момент нема двотретинско мнозинство. Муцунски очекува на самитот ЕУ Западен Балкан в петок да се разговара и за идејата на германскиот канцелар Фридрих Мерц, кој предложи статус на привилегиран наблюдувач за западно-балканските земји, како и статус на асоцијативно членство за Украина. Меѓутоа, како што потенцираше Муцунски, иако Македонија треба да е подготвена за различни сценарија кои може да бидат понудени, сепак нашата главна стратешка цел останува полноправно членство во ЕУ. Наша крајна цел е полноправно членство во Европската унија. Доколку европските институции и земјите членки донесат одлука за одредени промени во тој процес, ние ќе го дадеме нашиот инпут, ќе го дадеме нашиот став. Но ние таму не седиме на масата и ние не можеме да одлучиме. Така да ние треба да се подготвуваме за сите сценарија кои што можеме да ги антиципираме во моментот. Навраќајќи се на првата средба со својата бугарска колешка Велислава Петрова Чамова, која се одржа минатата недела, министерот Муцунски посочи дека не добил позитивни сигнали, а и порача на Софија, како што кажа, да погледне кон себе и да биде поодговорна за регионалните прашања од геополитичка важност за Европа. Лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче не одговори конкретно дали нивните пратеници ќе гласаат за законите од Европската агенда за кои што е потребно двотретинско мнозинство и целата одговорност за неисполнетите обврски смета дека е на владата. Филипче денеска го повтори повикот за референдум за евроинтеграциите. Јана Јосифовска. СДСМ не може да биде виновен за неспроведувањето на реформските закони од страна на владата, одговори лидерот на СДСМ Венко Филипче на повиците од власта за опозицијата да ги поддржи реформските закони за кои е потребно двотретинско мнозинство во собранието. Уште еднаш потенцираше дека СДСМ нема да се врати во работната група за изборниот законник, ниту ќе даде поддршка, а ако власта сакала консензус, вели, не требала насила да ја укине техничката влада. Според Филипче, рокот до јуни поминал, а власта не ја исполнила реформската агенда. За законот за судски совет, вели, донесен бил манипулативно и без препораките од оценската мисија. Ова што нема никакво исполнување на чекорите е само доказ дека владата баре изговори зашто реформската агенда да каже дека не е исполнета. Па сега крив е Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Не, господа, криви сте вие. ВМРО, криминалната група е крива, затоа што не работи. Се им стана битен изборниот закон, а овие други
над 30 кои што не се спроведени, како тоа ќе го објаснат? И за тоа е Социјалдемократскиот сојуз на Македонија крив. А ако сакаат заедништво и ако сакаат заедничка работа, зошто на сила го сменија законот за влада? Така како што само ним им одговара. Лидерот на СДСМ и денеска повтори дека уставните измени според него се клучот за ЕУ и ја повика власта да распише референдум за граѓаните да се изјаснат за европската иднина на државата. Но и покрај децидниот став на владата против референдум, од СДСМ не планираат да иницираат постапка за собирање на потписи, бидејќи тоа според Филипче е обврска на власта во собранието. Што и да се случи, треба мнозинството во собрание тоа да го потврди и тоа да се спроведе. И затоа ја повикуваме власта да го распише референдумот. Затоа што 80%, близу 80% од граѓаните кои што живеат во државата бараат на продолжување на европскиот пат и приклучување кон Европска унија. Па кој е тоа право на оваа власт во ситуација кога 80% од граѓаните сакаат Европа, тие да кажат не? Зошто? И после дополнително на сето тоа да ги заплашуваат граѓаните, бугарите ќе ни го земат идентитетот или јазикот. Тоа е лага. Од утрешната посета на председателот на Европскиот совет Кошта на земјава, Филипче вели дека очекува тој јасно и недвосмислено да каже дека сега е моментот за проширување, но и да ги демантирал тврдењата дека уставните измени не се последната пречка за патот кон ЕУ, а земјава би се соочила со нови блокади. А во собранието со европско знаменце стигна законот за високи раководители, кој што е дел од реформската агенда. Предвидено е да стапи во сила од 1 октомври и во иднина стотини институции да добиваат директори врз основа на компетенциите, а не врз партиската припадност. Информациите ги има Ивана Стојановска. Вработување на директори, заменици и државни секретари во јавните институции, исклучиво по принципот на меритократија, преку јасни и унифицирани заострени критериуми. Ова го предвидува предлог законот за високи раководители кој е дел од реформската агенда и кој е веќе доставен до собранието со европско знаменце. Целта, како што посочува ресорниот министер Минчев, е одговорни, непристрасни и департизирани институции. Иако законот не забранува високите раководители да членуваат во партии, сепак според Минчев, со него јасно се разграничува раководната функција од учеството во партиски активности. Има 3 фази. Прво ќе следи соодветно тестирање, понатаму тоа ќе биде електронско, понатаму ќе има зголемени критериуми за конкурс и на крај врз база на интервјуа ќе се дојде до најдоброто решение. Со овој закон ќе се овозможи департизација на високите раководни позиции, што всушност е и главната цел на ова законско решение. Имајќи ги во предвид сите критериуми, процедурата која што ќе се води, навистина сметам дека всушност ќе даде една порака за стоп на партизацијата на овие високи раководни позиции. Односно, целта е да се професионализираат и на вистинските места да бидат вистински луѓе кои што ќе бидат со знаење, со квалитет. Една од најзначајните новини според Минчев е строгото времено ограничување на мандатите на ВД раководителите и кратењето на членовите на управните одбори. Регулирање на можноста за ВД мандат на одреден функционер. Во законот се пропишува дека таа можност се ограничува само на 6 месеци и веднаш потоа се распишува јавен оглас за одредена позиција. И третата, по мене многу значајна измена, е кратењето на бројот, односно на членови на управните одбори, на 3 члена. До сега имаше институции кои има по 5, 7, па некои дури 9 члена на управните одбори. Ова всушност представува јасна порака за реформскиот пристап на оваа влада, каде започнуваме со кратење на раководните позиции и функции кои ќе овозможат и соодветна буџетска заштеда. Со предлог законот се опфатени околу 100 државни институции и тој е целосно согласен со препораките на Сигма и Европската комисија. Нема да важи за раководителите во одбраната, националната безбедност, полицијата и народниот правобранител, а се предвидува да започне да се применува од 1 октомври годинава. Раководството на ВЛЕН е првото од владачките партии кое разговарало за реконструкцијата на владата, кое што премиерот Мицкоски ја најави за овој месец. Во јавноста веќе неколку месеци се шпекулира со можните промени и ротации, но дел од аналитичарите сметаат дека клучни ќе бидат освежувањата и во пониските ешалони. Андријана Лазова, Божиновска.
Ниту од владата, ниту од најголемата владеачка партија се уште нема информации кога ќе се случи и кој се ќе биде опфатен со реконструкцијата што ја најави премиерот Мицкоски. Од ВМРО ДПМН за Канал 5 вела дека во партиските тела досега немале разговарано на оваа тема, а Централниот комитет го има овластено лидерот Мицкоски да одлучува за предлог членови и да преговара со коалиционите партнери. Први внатрешната дискусија за реконструкцијата ја почнале коалиционите партнери од Вреди на првата седница на Централното собрание што го одржале синоќа. Беше отворена дебата за перформансите на носителите на јавни функции, со цел евентуалните промени да придонесат за поголема ефикасност, одговорност и побрза реализација на обврските преземени пред граѓаните. Стои меѓу другото во соопштението на Вреди. Известно е дека владиниот кабинет ќе го напушти вице-премиерот за добро владење Арбен Фетај, кој веќе со месеци не оди ниту на работа. Ке има промени и во Министерството за социјална политика откако Фатмир Лимани јавно кажа дека им се разделија патиштата со Вреди, но неофицијално е можно премиерот да го ротира на функцијата на Иван Стоилковиќ во Министерството за односи меѓу заедниците. Се шпекулира и дека ВМРО ДПМН и Вреди ќе си ги заменат здравство и образование, но од Вреди тврда дека уште нема дефинитивни одлуки за овие ресори. Политичкиот аналитичар Љуџзин Фаризи очекува со промените да бидат опфатени 1/3 од владиниот тим, но смета дека неопходно е и освежување во пониските ешалони каде што има послаби резултати. Претпоставувам дека владата ќе го анализира во детали секој министер кој што има работено и сработено, и за некои луѓе претпоставувам дека кои не ги извршиле задачите или може да поминат на друг ресор, може да им кажува благодарам и пријатно. Така што јас очекувам 1/3 ресурси од владата да се менја, имајќи во предвид дека има 3 големи политички партии или коалиции на владата, и имајќи во предвид дека особено во албанскиот блок се најавуваат 20-тројца министри да се заминуваат, но освен ова јас мислам дека владата треба да направи и други реформи, односно во третиот ешалон, мислам дека таму ќе има повеќе менување на кадрите. Дел од владата која беше избрана пред 2 години со 2 министри, Минчев и Филков, е и партијата Знам. Но дали тие ќе останат на позициите или се можни рокади на ресорите, се очекува да пресечат лидерот Максим Димитриевски и премиерот Мицкоски. Од нокеска на полноќ нови цени на горивата. Позначајно намалување кима кај дизелос за 6,5 денари. А за да нема покачување кај бензините, ОКТА и владата договориле за нив до средината на јуни да има попуст од 2 денара. До тогаш ќе важат и намалените акцизи за горивата. Сандра Спасовска ги има деталите. За 6,5 денари по литар од нокеска на полноќ поевтино ќе се точи дизел горивото. По најновата одлука на регулаторната комисија за енергетика, цената на дизелот првпат од стартот на војната на Блискиот исток ќе изнесува 85,5 денари за литар. Со одлуката благо зголемување има само кај цените на бензините, и тоа за половина денар. Па така, литар 95 ќе се продава по цена од 88 денари, додека 98 од полноќ ќе се точи по цена од 90 денари за литар. Во пресметката на регулатор навлегуваат намалените акцизи за дериватите од 2 денари по литар, мерка која беше продолжена до средината на јуни на вчерашната вонредна владина седница. Со ова одлука се врши намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 3,84% во однос на малопродажните цени на нафтените деривати утврдени согласно претходната одлука. Напоменуваме дека ова се максималните цени на нафтените деривати. Трговците на големо и мало можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките утврдени цени. Се наведува во образложението на регулаторна. Дополнително по неколку дневни преговори, од полноќ повторно се враќа и попустот на ОКТА од 2 денари по литар, но само за бензините. Па така, доколку компаниите го искористат и вкалкулираат попустот во новите цени, од полноќ 95 би се продавала по цена од 86 денари, додека 98 по цена од 88 денари за литар. Попустот ќе важи за трговците кои работат на продажба на големо и мало и набавуваат бензин од ОКТА. Со оваа мерка компанијата им овозможува поддршката да ја рефлектираат во цените што им ги нудат на крајните потрошувачи. Вкупно се очекува придонесот на компанијата за поддршка на пазарот да надмине 7 милиони евра. Со мерките според владата се дава директна и конкретна поддршка за граѓаните, транспортниот сектор, земјоделците, стопанството. По последната размена на оган вчера меѓу САД и Иран, цената на суровата нафта на берзите скокна за 3%.
Центарот за јавно здравје се уште утврдува кои се причините поради кои што 15 деца од основното училиште Невена Ѓоргиева Дуња од Киселавода побарале лекарска помош со симптоми на повраќање и диареја. Како можна причина се посочуваше водата, но првичните анализи на водовод покажале дека таа е исправна за пиење. Сања Трајковска Ставров. Во последните неколку денови 15 дечиња од основното училиште Невена Ѓоргиева Дуња побарале медицинска помош од детската клиника. Оттаму за Канал 5 потврдуваат дека сите дечиња се во стабилна состојба. Во меѓувреме, екипи од Центарот за јавно здравје повторно се на терен, се земаат брисеви, но и примероци од самата вода, со цел да се утврди дали во самото училиште има извор на зараза. Дали станува збор за масовно труење кај деца и неколкумина возрастни од училиштето кои имале исти симптоми, стомачни болки и гадење, ќе се знае утре кога ќе бидат готови резултатите од примеруците што попладнево ги земаа епидемиолозите од Центарот за јавно здравје, кои екипата на Канал 5 ги затекна во училишниот двор. Во меѓувреме сите деца се пуштени дома, а само едно од нив било подолго задржано во болница. Околу 15 деца по нивните кажувања доаѓаат од исто училиште од училишна возраст со слична симптоматологија во смисла на гадење, повраќање, диареја. Може да биде храна, може да биде и вирус. Сега клиничката слика личи и на вироза, меѓутоа сега за понатаму тоа треба епидемиолошки да се исследува. Од училиштето тврдат дека ги преземале сите мерки што им стојат на располагање, а од општината Кисела вода, под чија надлежност е образовната институција, велат дека според службите немало труење со храна, бидејќи децата не јаделе од исто место. Од страна на стручните служби бевме информирани дека храната била конзумирана на различни места и не е утврдено никакво групирање кое би укажало на труење од заеднички извор. Евидентирано е дека не се забележува зголемен број на отсутни ученици од вообичаеното и во моментов нема пријави за новозаболени. Голем дел од десетината лица кои пројавија симптоми се веќе вратени на настава и на своите работни места. Од водовод уште во петокот земале примероци од водата, а според информациите од општината, во нивниот извештај стои дека не се пронајдени токсични материи. Сепак, конечниот став за безбедноста на водата и површините на училиштето треба да го даде Центарот за јавно здравје. Токму на овој извештај чекаат и дел од родителите на помалите ученици, кои денеска не ги пуштиле децата на училиште, поради страв од зараза. И покрај поднесеното барање за итна привремена заштита, од вчера почна уривањето на стара куќа на улицата Димитар Влахов во Охрид. Објект со уникатна архитектура, кој што се наоѓа во непосредна близина на старото градско јадро. Од општината Охрид тврдат дека е постапено согласно сите законски процедури и важечки прописи. Здравко Димитров. Старата куќа во Охрид замина во историјата. И покрај барањата на СОС Охрид куќата на улицата Димитар Влахов да биде заштитена како културно наследство, сепак куќата викендов беше урната. Од невладината барањето на 28 мај го доставиле до Министерството за култура и Управата за заштита на културно наследство. Според нив шокантно е што таа вредна архитектонска градба воопшто досега и не била ставена како заштитено културно наследство. Истравуваат дека на истата локација ќе никне голем станбен објект. Станува збор за исклучително вреден примерок од така наречената еклектична градска архитектура од периодот меѓу двете светски војни, со уникатни архитектонски, обликовни и декоративни елементи какви што се сочувани во мал број. Планот за управување со светското природно и културно наследство на Охридскиот регион забранува окрупнување на градежни парцели, токму за да се превенира изградба на габаритни објекти. Од општина Охрид пак велат дека околу конкретната куќа во јавноста биле проширени неточни информации и тврдат дека службите на барање на сопственикот постапиле според сите законски процедури, а биле обезбедени сите согласности и одобренија. Деновиве се објавија низа неточни информации. Од страна на општина Охрид е постапено согласно сите законски процедури и важечките прописи. На барање на сопственикот на куќата, општината има издадено одобрение за градење во согласност со важечкиот ДУП, донесен во 2008 година, како и во согласност со планот за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион.
За тоа која била причината што куќата чија градба датирала од 1927 година до сега не била заштитена како културно-историско наследство, Канал 5 достави и прашања до Министерството за култура, но од таму одговор до сега не добивме. Директорката пак на Управата за заштита на културното наследство вели дека немаат сознанија за објекти што немаат статус на заштитено добро и кои се во приватна сопственост. До Управата за заштита на културно наследство не е покрената постапка за воспоставување заштита за предметниот објект од надлежната установа. Невладината СОС Охрид не е надлежна установа за доставување предлози за заштита на објекти, кои треба да бидат културно наследство. Инаку петицијата што СОС Охрид ја поднеле за куќата да добие статус на заштитено културно наследство била подкрепена со 1000 граѓански потписи и тие се надевале дека освен велелепниот објект ќе биде заштитен и училишниот парк во низината близина. На штотуку објавената листа Глобал 2000 на Центарот за рангирање светски универзитети нема ниту еден универзитет од Македонија. Според податоците, најдобро рангиран универзитет од земјите на поранешна Југославија е Универзитетот во Белград, кој што се наоѓа на 393-то место. По него следуваат Универзитетот во Љубљана на 444-то место и Свеучилиштето во Загреб на 522-та позиција. Највисоко рангирани универзитети во светот оваа година се Харвард, МИТ, Стенфорд, Кембридж, Оксфорд, Принстон, Универзитетот во Пенсилванија, Колумбија, Јейл и Универзитетот во Чикаго. Министерката за образование Весна Јаневска очекува со новите закони кои што ќе бидат донесени наскоро, Македонија да се врати на листата за 4 години. Новиот закон кој беше донесен 2018 ги укина тие мерливи критериуми и ние почнавме да паѓаме. Ако имплементацијата на овие 3 закони биде законска, значи ако не се избегнува, ако се движи во правецот во кој законите предвидуваат, јас гарантирам дека во следните најмногу до 4 години ние ќе се најдеме меѓу 2000-те на Шангајската листа. И тоа го знаат и сите професори и сите универзитети. Само вистини со Видиновски следно на Канал 5. Пријатна вечер.